Минатата недела Њујоршкиот суд го објави транскриптот од сведочењето на Слободан Богоевски за аферата Телеком. Транскриптот кој го објави Њујоршкиот суд однекана како нова бомба на македонската политичка сцена. Денеска во студио на Нова гостин е Слажена Тасева, председател на Transparency International, кој уште 2012 година започна да го следи целиот процес кој се води во Њујорк. Слажена Тасева е гостин во студиото на Нова. Пред да одиме на случајот во Њујорк, зошто и како Transparency International започна да се занимава со оваа афера? Зошто ние почнавме да се занимаваме? Затоа што очигледно беше дека станува збор за голема корупцијска афера во која што се вклучени наши домашни носители на функции, политичари, која што се одвива на штета на граѓаните во интерес на големите компании кои што го остваруваат својот интерес за одлагање на либерализацијата на пазарот на мобилната телефонија. И сметавме дека треба да се позанимаваме и да видиме што се случува. Знаевме дека постојат одредени индиции. Уште познат ни беше случајот уште од 2005 година, кога господинот Симо Груевски го пријави тоа во антикорупцијската комисија. Кога вие бевте член на антикорупцијската? Да, таму бев член и тогаш разговарав јас со него за целата таа ситуација, кога тој постапи како класичен whistleblower, односно пријавувач. Прво во улога на член на управен одбор прашал таму, на управниот одбор, што се случува со овие транзакции во толку големи износи за консултантски. И нема една институција не му обрна внимание со случајот на антикорупцијската во тоа време? Да, тој дојде во антикорупцијска, го пријави случајот откако го пријавил внатре во Телекомот. До кај стасавте? Го пријавил јавно, меѓутоа по неговата јавна реакција, односно по допрениот глас, немаше реакција од страна на институциите. И дојде во антикорупцијска комисија, ние го проследивме случајот и до јавното обвинителство и до Телекомот, баравме да ни дадат дополнителни информации, не добивме никаква информација, освен дека нему му е загрозено работното место, тој беше и вработен тогаш во... Клопчето почува да се одмотува некаде 2012-та, кога Deutsche Telekom и Magyar Telekom признаваат пред истражните органи во Соединетите Американски држави дека е корупција направена, односно дека давале мито. Беше тоа за нас едно изненадување, затоа што немавме претходна информација дека јавното обвинителство и Стейт департментот водат некаква постапка против Deutsche Telekom и Magyar Telekom. Да, обвинителството и Комисијата за харти од вредност. Значи, не знаевме дека таму се води постапка за тоа и дојде за нас како изненадување дека таму се склучила таа спогодба. Во принцип, ние како организација ги следиме случаите на корупција кога се случуваат спогодби. Не знаевме за што станува збор, но ни беше интересно затоа што е поврзано со нашите овде компаниите кои што го купија. И што најдовте во тие признанија и на Deutsche Telekom и на Deutsche Telekom? Значи, тоа беше објавена спогодбата во која што децидно и детално беше наведено се она за што се случувало. Постапката таму е поведена поради фалсификување на финансиските извештаи на компаниите, а надлежноста на американските служби произлегува од таму што тие компании котираат на нивната берза. Сега, ако котираш на нивната берза, треба да си чист и чесен за да можеш да работиш на во таа економска зона или во тој простор, и од тука тргнала кај нив целата работа. Меѓутоа, како тргнале да ги истражуваат работите, од спогодбата, ние ги видовме сите действија и се она што се случувало во Македонија. Значи, признаваат дека давале мито. И тогаш го препознавме, јас го препознав она што го кажуваше господинот Груевски тогаш, дека се извлекуваат пари од сметките на Телеком за плаќање на консултантски услуги на повеќе фирми од Грција. Од Телеком пари се извлекуваат преку офшор компании. Значи, пари се извлекуваат преку консултантски компании кои што наводно вршат консултантски услуги.
Тие консултантски услуги во State Department, во извештајот нивни стоеше дека се компаниите од Кипар и од Грција и дека со тие пари се подкупуваат политичари и официјални службени лица во Македонија. Значи тоа е она што го видовме ние во тие извештаи. Тоа е она што го признава Маđar Telekom во спогодбата која ја прави со најинтересно во таа органите спогодба во Соединетите или Американски држави. најзначајно во таа спогодба е дека се ова што е таму нотирано, имињата на компаниите, како се одвивале трансакциите, дека имало посредник од Грција, кој што комуницирали со владата и со компанијата и за други планови изделки кои таму се правени. Најзначајно во спогодбата е што таму државите, односно компаниите, кои што се спогодиле да платат околу 95 милиони долари за спогодбата, се обврзале дека никогаш нема да го негираат она што е напишано во таа спогодба. Значи тоа што таму пишува, да, користени се тие компании за влечење на пари и за подкупување, не можат да го негираат. Таму имиња нема. Таму нема имиња, освен имињата на компаниите и имињата на лицата против кои сега се водат постапки. Transparency International открива дека собственик на некој од тие офшор компании е Кондоминас. Значи ние, бидејќи овде, откако го прочитавме тој извештај, побаравме, бидејќи таму има доволно индиции и основи за сомневање за работа на нашето обвинителство, да поведе постапка и да утврди што се случувало. Врз база на признанијата на Mađar Telekom и Deutsche Telekom. Врз база на тие информации, кои што се појдовна основа, доволна основа за да се отвори постапка како индиции, да видиме што се случувало, ги има имињата на компаниите. Тоа е доволна појдовна точка да видиш кој е собственик на тие компании, за да стигнеш до лицата кои биле вклучени во целата работа. Така наречените консултантски компании. Во извештајот од State Department стоеше дека консултантот од Грција, бидејќи не можел да обезбеди други фирми кои што ќе бидат користени како консултантски фирми, ги понудил неговите собствени фирми. Бидејќи нашиот обвинител кажа дека Кипар не соработува и нема да даде имиња на лица кои што се собственици на тие компании, ние сакавме да му докажеме дека тоа не е така, затоа што јас долги години работев и во Греко и во Манивал во Советот на Европа и колегите од Кипар многу ги почитуваат потпишаните меѓународни конвенции и договори и апсолутно се отворени за овој тип на комуникација и ние ги добивме информациите за собствениците на фирмите. Тие се 4 регистрирани на Кипар, една во Грција, за сите стои господинот Кондоминас. И знаете дека ние први го објавивме неговото име на пресконференција, дека тој е всушност посредникот во целата оваа шема и посредникот во подкупот на нашите службени лица и затоа има основа и за него да се води постапка и во Грција. Дали во признанијата, односно спогодбите меѓу Mađar Telekom со органите во Соединетите Американски држави има, верите дека има се наведени фирмите кои наведени вршат консултантски услуги, дали е наведено на кои фирми во Македонија им се уплаќаат или кои се Не, тие се фирми грчки. Значи, тие фирми од Грција и од Кипар работат како консултанти за Телекомот, наводно, за одредени консултантски услуги, на нив им се плаќа. Значи, плаќано е кон тие фирми во Грција, кои што подоцна, тоа е прашање за нашите јавни обвинители, затоа што се тврди во тој извештај од State Department дека тие пари се користени за да се подкупуваат високи функционери во Македонија. Како парите од фирмите во Грција стигаат до функционерите во Македонија, тоа треба да пишува во обвинителство. Така е. Какво е вашето мислење за сведочењето на господинот Богоевски? Па тука има уште многу информации во однос на клучни работи кои што недостасуваа во тие документи. Што за вас како упатена во детали од овој случај е ново што... Знаете, и после тоа, откако заврши таа постапка со спогодбата, прво да го кажам нашиот став, дека ние начално сме против таквите спогодби кои што возможуваат само компаниите да се откупат и да се исперат за корупцијата, со парите кои што се на компанијата, а не се на лицата кои што ги сториле кривичните дела, и секогаш настојуваме лицата кои што сте сторители на криминалот да одговарат за тоа што го сториле.
значи како став на Transparency International дека не може само да се откупат со парите на компанијата и секогаш сакаме да се води постапка и против тие лица. Ние добивме конкретни информации за тоа кој бил вмешан. Значи, Кондоминас како лице кој што е присутно во Македонија години наназад и пред тоа и кој што комуницира со сите влади, бил директно вклучен во целата таа ситуација. Во спогодбата се споменува дека е склучен некаков протокол, односно спогодба, меморандум. Во исказот на господинот Богоевски? Не, и во спогодбата на Маđар Телеком така е. И во спогодбата стои дека постои таков протокол, дека нема за наредните 2 години да се либерализира пазарот дека монополот ќе биде на Така Телеком. е, значи они се договориле. Тоа на кого му оди во полза? Само на компаниите кои што добиваат голем профит затоа што за да тоа се возможи, луѓето кои што директно биле во можност да го одложат тоа се тие кои што на некој начин го примиле и подкупот, односно ја спровеле целиот тој договор. Прашањето од таа спогодба, откако ние ги објавивме имињата на собствениците и името на Кондоминас, имавме комуникација со правниот тим на Американската комисија за хартија од вредност, кои што сега го водат и ова истрагата понатаму и го направиле интервјута со Богоевски. И она што и за нив беше непознаница и за нас. Они бара нас дали ние знаеме нешто за тоа, каде се наоѓа тој протокол, дали некој го видел тој документ. И токму тоа е она што е најинтересно и ново во изјавата на Богоевски. Значи тој не само што го видел, него и го имал и го поседувал и понатаму го проследил тој протокол во кој што е напишана тој договор дека нема да се либерализира пазарот. И под кои услови на Значи тоа е документот кој што во претходната постапка не беше најден и на кој што се работеше да се дојде до тој документ и очигледно дека од таа изјава излезе тој документ да се види како се одвивала целата ситуација. Како според вас ќе се одвива понатаму целата постапка во Њујорк? Кога таа треба да заврши? Па не знаеме кога ќе заврши. Добро е, ова сведочење многу ќе помогне таму за расчистување на состојбите и за точно дефинирање на одговорноста на лицата кои што се вклучени, односно против кои се води таа постапка. Вообичаено не се кратки тие постапки, затоа и многу долги години траеше и претходната постапка да ние дочекавме во 2012 да го видиме исходот. Сега оваа изјава од сведочењето ќе се анализира и од страна на одбраната на луѓето кои што се под истрага за таа ситуација. И веројатно ќе треба да се обезбеди да се даде доволно време, да се даде одговор на сите наводи кои што се дадени во одбраната, Значи, тоа е таа постапка, мора да се обезбеди равноправност пред судот. Како толкувате што единствен документ кој Њујоршкиот суд одлучува да го обелодени, односно да го направи јавен, е сведочењето на Слободан Богоевски, а не други документи и други сведочења од целиот случај? Не знам дали другите не се јавни. Ова е единствениот документ кој е единствениот документ до кој што зборувам за сведочење како транскрипт. Кој што на нас не стана, јас не се обидов, немам време или не направив никаков напор за да проверам дали има и други сведочења кои што се достапни. Во принцип овие типови на сведочења таму се јавни документи. Не гледам зошто. Она што е интересно, овако лаички еден аспект, зошто се објавуваат, тоа е точно, но обично откако се завршен предметот, како ќе се истрпат сите, нели, целата процедура. Овој пат станува збор за објавување на документ во екот на една постапка. Тие ги објавуваат тие документи веднаш откако ќе се продуцираат, откако ќе се евидентираат како докази таму и ги ставаат веднаш во база каде што се јавни. Меѓутоа, како ние дознавме за тие документи, на кој начин е свртено вниманието кон постоењето на тој документ, пошто не знаевме дека постои, и тоа е направено токму сега, тоа
Можеме само да шпекулираме шпекулираме. околу коинциденцијата. Да. Зашто и како. Слушнавме деманти од луѓе кои се засегнати, луѓе кои се споменати во тоа сведочење. Што би требало обвинителството да направи сега за да, бидејќи се додека институциите не пресечат, ние може да ќе останеме да пливаме во море на шпекулации. Кој е во право, кој не е во право, мојот збор против твојот збор и така натаму. Да, не знам докаде ќе оди прво постапката во Америка. Докаде они дали ќе се ограничат на луѓето кои што давале подкуп, затоа што они го имаат оној Foreign Bribery Act, односно законот за подкуп на странски службени лица. Претпоставам дека Њујорк не го интересира, нема да казнува функционери, ниту има надлежност. Тоа секогаш на нас не било поента, кога сме сакале да укажеме на нашите институции дека овде има работа за нив. Значи тоа не е преклопување, не е повторување на истата постапка, тука имаме доволно индиции за да ние поведеме постапка за она што нас не интересира. Затоа што имаме толку многу информации, јас си реков во една прилика, овде нема ништо ново, освен како што реков тој протокол што сега дознавме што се случило со него, ние знаеме дека има протокол. Ама каде е отишол и што? И сега тука во изјавата на Богоевски, односно во сведочењето, има и многу други елементи кои што треба да ги истражи јавното обвинителство, затоа што тука имаш и други посредници, затоа што тука постојат и лица кои што знаеле, а не кажале, лица кои што на друг начин влијаеле на запирање на меѓународни на запирање на постапки и така натаму. Она за на што уште од почетокот инсистираме е кога веќе имаме сознание кои биле фирмите од Грција. Во таа меѓународна правна помош да се соработува со Грција, поготово знаеме дека Кондоминас беше таму во притвор во почетокот на оваа година за корупција. И да не се искористи една таква ситуација, да нашите побараат од грчките власти да се добијат информации за тоа што Кондоминас го правил во Македонија во врска со оваа цела афера, да ја наречеме. Затоа што тој констатирано е дека тој е посредник. А посредниците се казнети. Кој е пред судот во Њујорк? Кој е тој што е обвинет? Тоа се компаниите повторно, затоа што постапката ја води и Deutsche Telekom, затоа што постапката ја води комисијата за... Значи не е Кондоминас, како таков? Не. Да. Значи, воопшто они со Кондоминас немаат работа. Значи, она што е во нивниот фокус е дека тие компании подкупувале. И со тоа ги изиграле и оние кои се кои учествуваат во играта на берзата, да речеме, односно американските инвеститори. Направиле исто така измамак кон американските финансиски извештај и така натаму. Значи, нас сега не интересира Кондоминас, неговата улога е цело време тој е посредник. Посредништвото и според меѓународните конвенции, според нашите закони е казниво. Дали било директно или индиректно вклучување на луѓето во случаите на корупција. Ги имаме многу. Покрај оние за кои што на почетокот знаевме... Грчкото обвинителство презема постапка против Кондоминас. Да, меѓутоа ние немаме информација дека тоа е за овој случај. Не знаем за кој. Да, затоа што се води постапка за корупција против него, ама во Грција. Затоа нашиот став беше дека треба да се побара од нив, кога е веќе таму, кога се работи со него, да се испитаат и сите негови активности во Република Македонија. За жал, нашето обвинителство не е заинтересирано. Ако се отвори Кондоминас, ќе се видат и многу други работи покрај Телекомот. Меѓутоа, во самиот овој случај на Телекомот има многу други дискутабилни прашања, односно проблематични. Јавниот обвинител реагираше практично, го игнорираше повторно случајот во таа реакција каква таква ја имаше во медиумите деновиве. Апсолутно. Дали ова би можело да го преземе специјалниот обвинител кој треба да го добиеме за неколку дена? Мислам дека ова не е во мандатот на специјалниот обвинител. Не потпаѓа во она што прживо го дефинира. Затоа што и во извештајот на Прибет точно стојат набројани
делата кои се поврзани со прислушувањето. кои што се поврзани со прислушкувањето. Ова е сепак работа за нашето обвинителство за организиран криминал и корупција. Ние имаме такво обвинителство, тоа е основното обвинителство, кое што тоа му е работа и републичкиот јавен обвинител веднаш откако тоа ќе се објави да излезе да каже немаме докази, значи работава е дека и актерите и луѓето се тука и доказите се тука, треба да ги побараат, затоа што каде завршил тој протокол? Ако Богоевски му го дал на Павле Трајанов, а Павле Трајанов го дал на премиерот Груевски, значи тој протокол е меѓу тие луѓе. И треба да се најде за да се види. Бучковски, ако не се лажам, кажа дека и тој или има или го дал. Тоа уствари тоа е неговиот пример. Отфрла, добро, отфрла ги обвинувањата исто како и Дуи кои не отфрла дека постои таков протокол. Добро, за крај да ме прашам, дали е можно Слаđana Тасева да биде новиот специјален обвинител? Со оглед на... Не е можно, затоа што и би било и несериозно, затоа што еве 3 дена пред времето кога треба да се избере јавниот обвинител, не знаеме кои ќе бидат неговите надлежности. Нити знаеме кои ќе бидат надлежностите и несериозно е да не се знаат досега ни кандидати, евентуални, и со нив да не се разговара. Оти некој да те стави во таква позиција, да треба да имаш и ти одредени сознанија или одредени барања или визија за тоа како едноставно ќе го работиш, и затоа велам дека тоа е исклучено. Да. Дали Слаđana Тасева се гледа како јавен обвинител? Знаете што, и други кога ме прашале сум рекла дека многу би сакала да имам можност ова да го одработам. На вистина, тоа спаѓа во делот на работите кои што знам и можам да ги одработам, и на вистина кога би имала прилика би се нафатила, но мислам дека во оваа ситуација што се случува е апсолутно несериозно и дека е исклучено. Слаđana Тасева, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и јас за поканата.